Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборуваме нешто повторно поврзано со физичка активност, односно повеќе со физичка пасивност и немање на физичка активност. Затоа што можеби со многу од луѓето кои што разговарам и со луѓето со кои што работам, често знаат да ми речат дека јас знам зошто ги имам овие проблеми, затоа што сум многу пасивен и воопшто не вежбам. Да, тоа има логика и е точно, но тоа само е еден дел од приказната, затоа што повеќето со луѓето со кои што јас се среќавам, најмногу од нив имаат проблеми, најчесто луѓето имаат проблем затоа што не пазат на начинот на исхрана, бидејќи она во што јас верувам е на приказната 80% исхрана, 20% физичка активност. Како и да е физичката активност и како е важна, затоа што нашата генетика е така предодредена. Во нашите гени е запишано да имаме физичка активност, затоа што со исклучок на овие можеби 20-30 години кај што можеби се појавуваат се повеќе начини како да немаме физичка активност од коли, мотори, автобуси, такси, лифтови, ескалатори и така натаму. Предходно, и да не зборувам па за нашите предци, едноставно секојдневието било исполнето со многу физичка активност. И тоа го имаме во нашите гени. Сега, што се случува кога луѓето немаат физичка активност? И можеби некој од вас доколку прати повеќе National Geographic, Discovery Science и така натаму, можеби ако сте гледале емисии кај што се зборува за мисии на космонаути и така натаму, сите космонаути кои што одреден поголем период немаат можеби гравитација и немаат можеби некаков отпор на мускулите, се враќаат малку атрофирани. И тоа всушност се случува со луѓето кои што немаат физичка активност и со луѓето кои што многу голем дел од денот го минуваат можеби седечки или го минуваат во кревет. Сега, со самото тоа што нашите мускули немаат активност и можеби стојат во некаква положба згрчени и тоа се случува 5, 6, 7, 8 часа во текот на денот, почнуваат да се угрчуваат самите мускули, почнуваат да се создаваат чворови и така натаму, и на еден начин мускулите почнуваат да се користат самите себе, односно телото секогаш она што не го користите и од кое што нема потреба, полека но сигурно го метаболизира. Тоа значи дека мускулите вашето тело ќе ги искористи како еден извор на енергија и на храна, затоа што и нема потреба да чува толкава количина на тоа ткиво, односно во случајот зборуваме за мускулно ткиво. Мој совет за оние кои што можеби се уште немате иницијатива за некаква физичка активност, можеби, не знам, ве мрзи, можеби едноставно не сте таков тип и така натаму и немате време или работата ви налага така, јас би вас советувал да пробате во текот на денот неколку пати на еден начин да го припремите вашето тело за вежбање. На што мислам всушност? Можете неколку пати во денот да направите најразлични истегнувања, да, не знам, истегнете нозе, да истегнете раце, да свртите половина, да истегнете врат, да можеби со себе носите некаков ролер или уред кој што може да ви измасира, бидејќи со масажа и со истегнување практично постои еден дел во мускулите, мембрани кои што пукаат и тие всушност стручно се наречени фаша, и тие мембрани и цел тој процес на истегнување, на измасирување на телото и пукање на тие мембрани практично го подготвува телото за физичка активност. И практично тоа испраќа сигнал до вашето тело дека мускулите не треба да се метаболизираат, дека се потребни и дека треба да се зачува мускулната маса. Ова е многу важно и стварно доколку некој од вас го примени и го прави на долг рок, многу ќе му помогне доколку можеби во одреден период од животот нема толку време да приоритет стави на физичка активност. Тоа ми се случувало и мене и ќе му се случува и на секого од нас. Тоа е нормална појава, но сакам да знаете како да си помогнете доколку имате и можеби сериозна причина од типот здравје кај што не можете да бидете физички активни, но и како е важно да ја зачувате вашата мускулна маса. Затоа она што најмалку може да го направите е да го припремите, односно да го излажете телото дека ќе вежбате, а всушност да не вежбате. Тоа да го направите
направите и со истегнување неколку пати во текот на денот, 2 до 3 пати да се истегнувате и да можеби си земете некаков ролер, дали тоа ќе биде, не знам, дома кој што ќе го употребувате, да легнете на грб и со ролерот да биде под вас и да направите неколку пати напред-назад, или можеби некаков уред за масажа кој што може да ви помогне да се измасирате и да ги испукате тие чворови и тие мембрани во мускулното ткиво. За тука денеска завршувам, мислам дека ви дадов одлична вредност и доколку некој од вас има прашање, пак ве охрабрувам и понатаму користете го и хаштагот Ask Јосиф, поставете ми прашање во инбокс и ќе ви одговорам на се што знам и умеам. Ви посакувам убав ден, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следната епизода. Чао, чао!